Првите луѓе на јавните комунални предпријатија на заеднички состанок во организација на Атком побараа измени во Законот за јавни предпријатија или носење на целосно нов закон. Законот е донесен пред скоро 3 децении. Во меѓувреме е надополнет со нови законски и подзаконски акти, но во пракса не ги задоволува потребите за ефективно и ефикасно функционирање на овие правни субјекти. Измени во систематизациите на јавните комунални предпријатија, а со тоа и утврдувањето на вредноста на водот, па и на самите плати во јавните комунални предпријатија. Друг проблем со кој се соочуваат комуналните предпријатија е собственоста на основните средства. Исто и овој дел треба да биде влезен и да се прецизира со новите законски решенија. Инсталациите кои што ги управувале местните заедници, дадени им се настопанисување и управување на јавните предпријатија, односно не се дадени во нивна собственост. Тие водоснабдителни системи кои што се веќе застарени не влегуваат во пресметките за бизнис плановите кои што ги доставуваме до регулаторната комисија и не можеме да прикажеме трошоци за нивното одржување. Како резултат на постојната законска легислатива, предпријатијата трпат загуби, односно цената на услугите не кореспондира со реалните трошоци. Тарифирањето на водните услуги го врши регулаторот, но се уште нема методологија за утврдување на цената за собирање и депонирање на отпадот. Сметаме дека е потребно што поскоро да се донесе унифицирана методологија за утврдување на цени за изнесување и депонирање на смет, бидејќи јавните комунални предпријатија и досега трпат големи финансиски загуби. Крајната цел е да се добијат рентабилни и модерни комунални предпријатија кои ќе нудат квалитетни услуги кон крајните корисници. За да бидеме сервис на граѓаните и за да бидеме добри во тоа што треба да го сработиме, потребни се конкретни, точни, прецизни законски решенија. Барањата и заклучоците Атком ќе ги достави до надлежните институции со очекување што поскоро да се отвори постапка за суштински законски измени кои ќе овозможат одржлив комунален систем во интерес на граѓаните. За Сител, Трајан Ристовски.